Шери, што ќе готвиме денес? Шери, што ќе готвиме денес? Почна да биде тешко. Секој ден нешто ново. Па не е тешко, тоа е уживанција. Јас да готвам за мојата омилена половина. Шери, да видиме у фрижидерот што имаме на располагање. Ајде. Малку тешко. Имаме пуни намирници, ама имам друга идеја во главата. Да одиме на детално нешто. Ма, пред се, ќе земам малку кашкавалче, ќе земам нешто друго да видам. Не. Да одиме со детални тестенини. Опа да земе малку туна. И имаме солса босилек. Подравка. Ајде, да пробаме. Прва што ќе го потребам, сигурен сум ти е, хубаво. Туна, кашкавалче. Тестенини за мене без кашкавала, кој е детално мора. Тоа е нешто обавезно. И тестенини интегрални. Ајде, ќе почнеме да ги вариме тестенините и ќе видиме понатаму. Сосот тука, тестенините тука. Ајде, пуниме тенџере, обавезно, секој кажа, тестенини без вода, без сол, џабе, ништо не се прави. Без сол, има луѓе што не јадат сол, не мора да ставате сол, ама на вистина солот му го дига малку вкусот, да кажеме, од тестенините. Вуала, доволно. И топ. Пуштиме струја, вуала, максимално. Пауер. Одиме исто за сосот. Тука ќе остане малку на страна, оти малку време ќе ни чека за да почнеме сосот. Сол, како кажав, обавезно малку тек. Не, вуаля. Топ. Секогаш ја ставам малку и зејтин. Зашто? Па да не се лепат. Ајде. Кажав, почнаваме директно со ладна вода. Епа. Одиме. Пола кеса ќе биде доволно за нас двајца. Ара. Колку е пишано? 7 минути. 10-12 минути на ладна вода ќе ни биде доволно. Туна во улје, во зејтин, не знам како се кажува, беј бинјом улј. Па, ќе видиме како е внатре. Во улје. Како убаво. Како убаво мириса и како убаво изгледа. Чекайте, ќе го извадам зејтинот, не село, да стои малку, така ќе му дава убав шмек на крај на сосот. Босилек сос, спремен сос. Навистина, убаво мириса на босилек. Ајде, ќе видиме. Ќе оставам така на страна. Имам на носот, си ставим малку на нос сос. Ќе му ставиме малку прво кромиче. Имам кромит што ми останува од минатиот пат. Епа, ништо не се фрла, све се држи. А да, тоа е поентата од емисијата, гледате. Што ни останува? Тиквица, ни останува модер патлижан, ни останува кромит. Ајде, ќе направиме нешто убава база, да кажеме, за сосот што го имаме од Подравка. Навистина можеме да го потребиме така како е, ама мене не ми е интересно. Мора да додавам нешто плюс, за да биде убава рецепта. Хап! Покажав како се сецка многу тенко. Тоа е поентата. Зошто? Тенко, да брзе да се пропржува и да ги дава сите вкусови од кромидот. Се топи овде. Малку маслиново масло. Топ. И кромидот да почне да прже. Вуаля. Супер. Дали ќе му ставиме малку лукче денес? Мора. Секогаш кажувам, без лук нема вкус. Вуаля. Малку лук во прав. Ќе му ставиме босилек, го имаме тука. Овде ќе му дадаме малку оригано. Омилено ми е ориганото. Вуаля. Така, исто ќе му ставиме овде малку сол. Така. Оти, сигурен сум оти туната е малку солена. За комбинацијата со солот. Така.
Čekаме малку. Слушайте како се пропржува. Топ. Првите мирис, гледај. Чисто така го правам това намерно за да ви дава мирис. Секогаш кажувам, има дан да го кажувам тоа, мислам оти во Кина почнаа да го прават. Во Европа не ни дојде уште. Имате така над телевизорот, знаете, еден круг, еден кјош таму горе, со шечепка така, и одите да мирисате таму, го имате мирисот што го има во кујната. Ама овде во Македонија го нема уште. Македонија, за кратко, сигурен сум. Не, лажам. Вуала, ова. Уште малку е спремно. Ке му ставиме малку од тиквицата што го имавте минатиот пат, само неколку парчиња, чисто така да има боја и да му го смени малку вкусот. Така, доста. Гледайте, оти супер е, си имате кутија, останатокот што го имате во фрижидерот, си го ставате во кутијата и еден ден ќе го потребите. Не го ставете тоа 2 недели, една недела, оптимално. Вала, хоп, тука, вала. Пак кажувам, фрижидерот треба секојаш да ви биде меѓу 2 и 4 степени, за да ги конзервира сите намирници што ги ставате внатре, идеална температура. Над 4 степени почнуваат бактериите да се множат. Тоа е многу опасно, оти кога ставате нешто што го купивте, што беше на сонце и све тоа, после го ставате во фрижидерот, то се олади. Да, ама нема да се олади доволно за да може да држи. И после 2-3 дена, не се јади више. Ајде, одиме со туната. Туната, која е во конзерва, туната е варена. Навистина, ништо не се прави плюс, не треба да се вари, не треба да се печи, ама овде ја додавам во микс од зеленчук. Зеленчук, кромит и малку од тиквица. Вуала. Остави малку лукче, како кажам, имаме сос со босилек тука, полека се прави. Ајде, ќе го намалам малку сосот, во меѓувреме ќе спремаме рендан кашкавал. Тоа е нешто што јас, кога јадам тестенини, ми треба кашкавал. Мора да ми се лепи, мора да има кашкавал, мора да биде богат. Ако се детални, ова не е толку детално да кажем, ама го додаваме нешто да има малку повеќе вкус. Ренде, имаме сад, вака, хоп, ова. Оп, остани тука, ми требаш, вака. Ставам ти пола, ќе биде доволно. Така. Рендаме кашкавалот, за на крај да го ставаме на тестенините. Не можам да кажам оти секогаш е така проблем, како да ни недостасува на маса. Ја почнувам да си ставам на тестенините, Шери продолжува и на крај нема. И мене секогаш ми фали уште. Мислам оти сега ќе имаме доволно за ова рецепта. Така. Рендан кашкавал. Хоп. Одлично. Ова се прави. Ке му додаваме босилек салса. Тестенините овие се варат. Ќе ги измешам исто малку и нив. Гледайте мојот систем, секогаш кажувам, луѓето им е чудно, кога почнувам со вода, млака вода од почеток, ама многу брзо водата почнува да зоврие и тестенините да се варат. Текот на времето, само да правите сосот, тестенините се сварат, се варат и на крај, се додава сосот во тестенините и си јадете. Многу лесно, многу едноставно. Вара. Сосот овде почнува да личи, да кажеме. Целата тегла може слободно да ја ставиме. Како кажав денес, одлучив да употребам
Bosilik sos od Podravka. Original. Prv put što je upotrebujem i na vistina mi liči na ubavo. Mora da se proba. Opa, lažica. Da vidim da li treba da dodavam sol. Biber ili nešto. Ništa. Jaz njemu stavim malku šeker, kako imam navika. Mi kaže, problemi što imam sa kiselini i za druge to što ne sakat mnogo kiselo, od ovdje vkus, ovdje vrh. Malku šeker, da ga oblaži i da bidi polesno za varenje. Така. Ovdje meso malku šeker. Така. Dva. Odlično. Mislim, od ti golem del od recepta ko napravite, se gledame za kratko. Šeri, što ki gotvime danes? Sosot je pri kraj. Ova rendano. Testeninite i ovdje se pri kraj. Sakam, nešto mi baram da napravim nešto plus. Imаме тревки таму, да направиме едно песто, нещо на брзина, така. Па да, екипирани сме за да направиме едно приубаво песто. Ова, ајде. Песто е нешто лесно, можеме да го правиме со различни намирници. Правилата се со пиньоли, босилек, маслиново масло, пармезан или пекорино, како сакате да правите. Ние ќе го правиме на македонски начин. Што имаме под рака, што имаме во фрижидер, па ќе направиме со тоа. Јас што имам под рака, гледајте што имам. Имам микс од семки. Супер микс од семки. И ставим, вара. Имам босилек. Свеж босилек. Вака. Ке му ставиме кашкавал од пекорино. Кашкавал. Валя, на мали парчиња. Така. Окей. Тоа ќе се вика песто на марковски начин. Валя. Окей. Како кажав, семки, има семки од соншоглед, тиква, ледено семе, имаме све. Фали маслиново масло. Ова ќе мора да му ставиме малку повеќе, за да имаме текстура. Ќе му треба малку сол и малку бибер. Така. Црно бибер. Така свежо мелено ќе му дава приубав шмек. Е да пазам на тестенините, оти мислам оти се при крај. Како ви кажав, гледате, кога почнете со ладна вода, не ви треба толку многу време за да се спремат тестенините. Јас ги сакам ал денте. Топ. Таманце. Одиме. Капак. Мора да ги исцедам. Така. Така. Ајде. Пап. Завршено. Оставаме малку вода за да не се лепат. Ете така. Одлично. Спремни се тестенините. Ова можеме да го намалиме исто. Тап. Вуаля. Сосот ни е спремно. Се враќаме на нашето песто. Ги ставивме сите намирници. Така. Сега ќе видиме што ќе имаме. Вуаля. Окей. Да се измеша малку. Оп. Пестото треба да се направи како една паста, така да биде како една паштета. Овде имаме почеток од песто. Валя.
Океј, полека ќе стигнеме до што ни треба. Доле го имаме паштетата, горе ги имаме уште семките. Може да биде интересно и така, ама сакам да биде убаво песто. Да личи на едно убаво песто. Што саев? Заборев малку лукче. Вуаля. Малку лукче. Така. Сега, оти сопругата сака лук. Замислите да не сака лук. И секојаш да форсирам, да му ставам лук. Опасна ситуација. Ова е топ. Мислам, оти сме добри. Сме при крај. Ја имаме таа паштета што ни треба. Можеме полека да сервираме. Само ти уште еднаш ќе го измелам, за да бидам сигурен од текстурата што ми треба. Ајде. Вуаля. Добри сме. Така. Завршено. Тука што ни треба за сервирање? Тањери. Тањери за паста ни треба длабок тањери. Убави длабоки тањери. Две убави длабоки тањери. Едно, две. Така, направам малку место. Оти тоа е нешто што многу мразам, што многу ме нервира, да немам место за работење. Океј. Овде лажица. Лажица, кутлача. Специфична за тестенини или за зеленчук. Вуаля. Едно, две. Како кажав, овие се лајт тестенини, интегрални тестенини, многу убави. Многу ми се допаѓаат, лесни се за јадење, многу се добри и лесни за варење. Идеално за ние што бараме да ни биде убава линја, плюс сега, ако одиме на одмор, сите бараме да бидеме преубави, како се кажува, шланг, така, за на плажа, за да можеме да носиме убави купачи, гачи или бикини. Вуаля. Одиме сега со прекрасниот сос. Ова ќе биде преубава. Шери ќе ми даде едно бакнеш после. Вау! Многу сакам тоа. Јадењето и бакнежот, да не се... Вуаля, така. Вуаля. Океј. Сега, малку од нашето песто. Вуаля. Океј. Хо. Како преубаво изгледа. И над тоа, кашкавал, рендан, така. Уживанција. Така. Мислам, оти за денес направивме преубаво јадење, што сите ќе бидеме задоволни. Шери ќе биде многу задоволна. Шери, што ќе готвиме денес? Mission completed. Имаме две преубави јадења. Знаете што? Добар апетит! Добра храна мора да се најде и добро вино. А во Вино Маркет може да најдеме едни од најквалитетните вина на пазарот. Таму ќе најдете 200 различни видови вина од врвни македонски винарии.
Муска темјаника бовин, светло ароматично и бело вино, со ноти на зрело грозје и бело цвеќе. Потекнува од теквешкиот регион, идеално за лесна храна, салати или како аперитив. Одличен избор за оние кои што сакаат благо, но сепак елегантно вино. Посетете го Вино Маркет во центар и не ја пропуштете шансата да пробате нешто ново. Шери, што ќе готвиме денес?